Од понеделник Скопје станува прескапа дестинација за сите, со сегашните цени на горивата и одлуката на државни патишта на платните рампи да се активираат, многу планови пропаѓаат. Најпогодени овој пат се транспортерите и превозниците. Това ќе значи дека дополнително ќе се оперети буџетот на секој превозник, особено на оние кои што работат на кратки релации, односно со соседните држави, каде што превозите ги прават на 2 дена или на 3 дена. За жал, минатата година според некои податоци има дека 147 фирми транспортери, односно превозници имаат затворено, така да ја очекувам оваа година да ги има уште повеќе. Во однос на отварањето на патарините од Штип према Скопје, за нас истокот значи додатни трошоци, односно за превозниците од патничкиот сообраќај. И така со горивото се зголемени цените, меѓутоа сега и со патарините мислам дека ќе придонесе за зголемување на цените за превозот на патници. Тоа е уште еден лош за нас кажано податок, за бидејќи знаеме сите дека сиромаштијата повеќе живее на истокот. Освен на бизнис секторот, воведувањето на патарините на оваа исклучително важна дестинација многу планови им руши и на граѓаните. Сега со патарините одењето за Скопје ќе биде скапо. Да, ќе биде. Скапо е. Со нашите пензии и плати скапо е. Ќе се намали ли одењето за Скопје? Сигурно ќе се намали. Одењето за Скопје сега ќе биде скапо со новата патарина. Да. Дали ќе се намали одењето? Па мислам. Средно дестинацијата Штип-Скопје-Штип е околу 150 километри, за кои се потребни 10 до 12 литри дизел, односно над 1000 денари. Со патарините трошокот ќе се заокружи на околу 1500 денари. Во моментов автобуската карта од Штип до Скопје во зависност од превозникот се движи од 380 до 430 денари. Со воведувањето на новите линии на платата на патарини, веројатно е дека овие цени ќе одат нагоре.